Dobro večer. Колку убава публика, фала ви. И колку дошле во време, не ги спречи да дојдат. Да, на самиот почеток да ви кажам благодарам што одвоивте време, дел од себе, да бидете присутни тука и сега. Фала ви. Многу ми значи. Добро. Добро вечер. Добро вечер. Па, може да почнеме, рекам само Да. 10 минути е доволно, што тебе малку почекавме. Ама кој да дојде ќе се придружи, ние да си почнеме со нашиот програм за денес. И баш ми е мило што и минатата сабота и денеска има интерес за гешталт терапијата и има толку гости. Што мене секогаш ми е мило кога ќе видам интерес баш во однос на психотерапијата, личниот раст и развој и се што подразбира работа на себе и подобрување на својот начин на живење на некој начин, нели? А колку ние вложуваме во тоа, колку подобро живееме, некако влијаеме и на другите. Тоа така, нели? Се гледа. И најнапред да ти заблагодарам за честа што ми овозможиве јас да дадам некој вовед во оваа промоција на твојата книга. Навистина чест и задоволство ми е што сум овде и што можам да кажам нешто за себе, за тебе, за гешталт терапијата, за УВИД како Центар за едукација и личен развој. И нема да должам многу, да мислам дека повеќето не знаат веќе, ама добро е пак да се представиме за некој што не знае. Јас сум Розета Паскали, психолог, психотерапевт, веќе повеќе од колку скоро 15 години. Значи пред 3 години одлучив да ја оставам мојата работа во Центарот за социјални работи и да отворам свој едукативен центар, каде што почнав едукативни групи за гешталт психотерапија, значи за идни психотерапевти. Но програмата е таква да може да вклучува и некои што едноставно сака да научат нешто повеќе за себе, за својот личен раст и развој и можеби да променат нешто во однос на тоа како функционираат во секојдневието. Па така се јавија доста вака заинтересирани луѓе уште на самиот почеток. Се оформи една група на почетокот каде што не беа сите психолози, него имаше интерес и од други бранши, секој што можеби помислил дека ја погрешил професијата, па сакал да избере нешто друго, да проба нешто друго, да види, можеби и да се преиспита себе си што сака понатаму. И тоа е добра прилика да навистина секој застане и да види дека има можност за промена, дека не ако еднаш избрал дека тоа е фиксно и не може поинаку. И мене ми е многу драго што сега има 2 групи во центарот едукативни, каде што навистина ми е чест да присуствувам, да бидам сведок на нивниот личен раст и развој, на сите членови на двете групи. Кога јас бев во едукација, некако немав представа колку е тоа благородна улога, колку е тоа прекрасно чувство да на некој начин им помагате на другите луѓе да станат свесни за тоа што прават, како го прават тоа, зошто го прават тоа, како може поинаку, дека може поинаку, дека имаат навистина можеби делови од себе кои или не ги запознали, или можеби под влијание на околината некако ги сметале за неважни, а и тоа како се важни и кои само им треба барем малку поттик, вака поддршка, охрабрување, за да ги расшират крилјата и почнат да летаат. Па еден таков пример е и Данче. Мене ми е многу драго што е дел од
увид и е навистина ангажирана и еден од најдобрите едуканти во групите, можем да кажем, амбициозна. И навистина ми е чест што имав можност да свесно или несвесно влијам на тоа да направи избор да продолжи со едукацијата за гешталтерапијата и да еве понатаму биде и психотерапевт. Имав можност прва да ја прочитам нејзината книга и навистина бев воодушевена од тоа како ќе видите и вие кога ќе читате. Има првиот дел е од првата година кога беше во едукација, па понатаму од втора, некако како има развој во однос на мислата, на перцепцијата, на она како се доживува и себе и другите, и размисли околу начинот на функционирање и на клиентите и на себе, и нели се тоа процеси низ кој поминува еден и клиент и едукант, па и секој човек може да се каже, процеси низ кој поминува и станува свесен за себе. Јас докторирав пред една година и уште тогаш си реков дека откако ќе докторирам, тогаш ќе почнам да пишувам книги, но некако не знам, ме понесоа обврските и можеби животни настани кои не знаев дека ќе се случат изминатава година. Но кога ја читав книгата на Данче, наистина добив мотивација и желба дека дошло времето и јас да почнам да пишувам книга, и ти благодарам за тоа што ме мотивираше со твојата книга. Па се надевам во некое скоро време ќе имаме промоција ваква и на мојата книга. Секако ќе биде поврзано со гешталтерапијата, тоа ни е главната тема, и гешталтерапијата е за мене личен избор и начин на живење веќе. Многу време требаше за да сватам дека јас тоа сакам да го работам и дека наистина се пронајдов во улогата на тренер, едукатор, терапевт. Тоа е мојот личен избор. Па се надевам дека ова беше некој добар вовед. Ќе ве препуштам на она што го има за денес испланирано Данче во однос на нејзината книга. Ти благодарам, Рози. Каде? Краткицата е да. Данче Велов, гешталт терапевт во едукација. Моето моментално денешно селф. Кога завршив со, да речем, со темелите на мојата школа за примената спиритуалност, све завршив, све напишав, и скрипти, и книгата, и точно пред 2 години и 25 дена ја издадов мојата прва книга за Реики, Усуи, Сенсеи и спиритуалните учители, и денеска ја издавам, ја промовирам мојата втора книга, Создавање на еден гешталт. И кога го завршив сето тоа, кога помина еуфоријата, кога го комплетирав тој гешталт, и реков, и сега што? Нели, не може да ни е досадно, не може да одмараме, треба нешто да се прави. И на Facebook излезе, онака баш си седнав и само си реков, и сега што треба да правам? И спонзориран пост, увид, прима нови едуканти на едукација. И мислам дека бев првата едукантка на Розе од првата генерација, како што би рекла господја Вера, првородените на Розе. Ја избрав гешталт психотерапијата, бидејќи се што правев додека да влезам во едукација до пред 3 години всушност било еден вид на интегрирана спиритуална гешталт терапија. Никако, кога почнав да ги читам книгите за едукација, кога почнав да читам други книги во кои се збори за гешталтот, во кои се збори како луѓето создаваат психотерапевтски правци, посебно гешталт психотерапијата ми даде зборови.
Едукацијата во гешталт ме вербализираше. Сите мои мисли, се што правев, сега имам спорови. Сега го имам аха моментот, ова е мојата структура. А сите што идат на едукација со мене знаат колку сакам структура и сите мои ученици ред и редослед. Затоа и ви благодарам денес што дојдовте да ме поддржите во моето искуство да постанам гешталт терапевт, да постанам едуциран психотерапевт, да постанам, едноставно да постанам. Ви благодарам што ми давате ветер во крилата мои. Ви благодарам што со вас создавам еден гешталт. Кога ќе ја читате книгата, читајте ја од почеток до крај. Иако има доста есеи, ќе ви ги прочитам кои се, меѓутоа читајте поред, како што кажа Розе, тука ќе ме видите мене, моите мисли, моите размисли, моето растење и како едукант, и како практичар, и како иден терапевт. Ќе видите како растев. Кога ги читав книгите на Арџава Сенсей за како тој го разбира рейки терапевскиот правец, само сакав да бидам, да имам толку напишани книги како него, да го имам редоследот негов во развивањето на неговата мисла на тоа што тој постана. Сега сум тоа јас. Сега тука можам да кажам дека конечно се исполнува дел од мојот сон. За денес ви спремев, мислам, доста интересна промоција, презентација. Прво ќе ви читам нешто малку, меѓутоа ќе почнеме со нешто малку појако. После концертот на Апокалиптика од вчера, малку помал по софт метал, ама ве молам следете ги лирикс на песната. Тоа е воведот на тоа што ќе следи. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. Bullets fly, or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you burn me up, believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never
never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Hey, you turn me up, you turn me up, believer, believer. Hey, you turn me down, you turn me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My love, my God, it came from. Hey, you turn me up, you turn me up, believer, believer. Кога клиентот успева да го изрази она што дотогаш не било изразено, тој не само што се открива на другиот, туку се открива и на себе си. Исто како што и вистинскиот уметник уште подобро се запознава себе си преку своето собствено дело. Само изразувањето не е исклучиво облик на самосвесност, туку е и цел сама за себе. Способноста за изразување како и самата свесност е неминовен составен дел од едно целосно развиена личност, а со самото ова и цел на психотерапијата. Да се изразиш, значи да ги пренесеш собствените чувства и разбирања во своите постапки, зборови и дела, кое значи да се реализираш себе си во потполна смисла на зборот, да постанеш реален сам за себе. Клаудио Наранхо. Со ова го започнувам вториот дел од мојата презентација. Читање на дел од она што го напишав за вас. Всушност за себе. Кога имаше пред 2-3 недели презентација на книгите Икигај, Намасте, многу убава реченица запомтив од тој писател. Вели, на сите писатели посакувам да пишуваат книга каква што тие сака да прочитаат. Нема ништо подобро кога писателот ќе напише книга каква што сака да прочита. А јас се изразувам себе си писмено. Многу подобро се изразувам себе си писмено. И сите книги што ги имам напишано, што тек ќе бидат пред вас, се напишани за да јас себе си се разберам, за да јас себе си се слушнам. Најдобро се слушам кога си читам себе си. И ова е дел од мене. Гешталтистички пристап, гешталтистички терапевт и отпор. Кога еден клиент сам ќе дојде на кај психотерапевтот, предпоставуваме дека знае дека има проблем. Но иако постои свесност за проблемот, не постои свесност за одговорност кон решавање на тој проблем. И затоа секогаш првичната реакција е отпор. Се уште неутрален во улога и на заштита и на напад, зависно од провокацијата на терапевтот. Во првите сесии секогаш постои отпор кон нешто, кон збор, техника, експеримент, терапевтот, кон себе и слично. Отпорноста, резистенцијата кон нешто е дел од феноменологијата на човековото секојдневие и понекогаш отпорот е едно постојана фигура во полето на клиентот. Понекогаш тој отпор е нездрав, не може да се повлече назад и да се врати во својата нормална позадина. Стои така, на сред поле, како некоја копија на готовс и ако мрднеш те боди, ти смета и тебе и на другите. И затоа во тие моменти клиентовата невербална комуникација истото ќе не го изрази, ќе седне пред нас без да се помрднува. Мисли дека не смее да се помрдне. Телото му стои в кочането. Ако се помрдне, боли. Боли. Кога ваквото однесување постанува секојдневие и личноста веќе не знае дали и зошто воопшто и служи тој отпор или тој нему, на сцена доаѓа терапевтот. Терапевтот влегува во кадар, кога колците на оградата почнуваат да се вклучуваат на секој шум, кога палисадата и зидините се пепел сторени и ништо повеќе нема што да се изгори, па сме останале без граници и околината буквално влегла во нас и не повредува уште повеќе. И токму поради ова, умешноста за читање на телесните манифестации на телото на клиентот е многу важна.
Исто и однесувањата кои се видлив израз на отпор треба многу внимателно да се идентификуваат, дефинираат и разберат. Ова е многу важно ако сакаме да постигнеме добар резултат и да не го губиме времето на клиентот. Затоа и кога се работи со телесни процеси на отпор, терапевтот треба да е доста спремен и искусен во својата работа со вакви клиенти. Терапевтот кој никогаш не бил на местото на клиентот или не работел доволно долго со случаи како неговите незините, не може да разбере. Може да предпостави како ти е, да има разбирање за твоето однесување, но не и да ја разбере причината. Ако терапевтот не те разбере, не ме разбере мене и мојата потреба за поседување на одбранбен механизам и соодветен отпор, самата сесија и воопшто самата терапија постанува измачување. Со сила почнуваат да ме тераат, да се променам, да излезам од мојата сигурна школка, воопшто не обзирајќи се на тоа дали јас во моментот, што јас во моментот преживувам. На болката на моето тело, на ретравматизирањето кое почнувам да го чувствувам. Најчесто мислам дека целта ги оправдува средствата и не е фер кога некој стручен или некој ми каже мене, оне која носи таа болка дека е ирационална. Се извинувам, но мене сосема ми е рационална и сосема вистински ме боли. Ама 100 стапа на тој грб не болатич, нели? Затоа најбитно е како терапевти да посветиме на вистина доволно време да пронајдеме и вистински видиме коренската, базичната причина за тој отпор кој не го нуди клиентот. А ние, што ние самите сме му направиле на нашето тело, на себе си па решило така да не боли? И од спиритуална, и од гешталтистичка гледна точка. И како продолжуваме да го болиме нашето тело со нашите одлуки, зборови или дела? Ако некој терапевтски пристап го нема овој дел во себе, тогаш тој пристап го девалвира клиентот како способно бите да одлучува за себе, сега и тогаш. Иако може би одлуката тогаш била погрешна, но може да се помогне за да се поправи сега. Не да се омаловажува личноста, како што најчесто тоа го прават родителите и некои од пријателите кои сме ги сметале за блиски. Замислете дека сте дете и ве боли некаде на телото или некаде внатре во телото и секако дека првата личност на која би се пожалили и би побарале помош е вашиот родител. И тој таа, без да те погледне, вели дека не ти е ништо. Дека измислуваш и бараш внимание, или па веднаш се заканува дека ако не му се тргнеш, од пат ќе ти даде вистинска причина за болка. Замисли да имаш потреба да плачеш, а да не смееш, оти ќе те натепаат за да има зошто да плачеш. Замисли момент каде после 20 години истите тие родители и пријатели ме прашуваат зошто си крута, зошто не плачеш кога е нешто тажно, зошто не се смееш кога е нешто смешно. Ајде опушти се, ќе ти кажат. И со малку подзината уста ги зјапам и не ми се верува дека ништо не паметат и воопшто не се свесни за постоењето на другите и како да се смееш, да плачеш, зошто, за кого, со која цел. Никој кој си го довел телото во толкава ригидност, за да го боли и за да си ги сопре сите своји чувства, да не се боли себе си, нема да му верува на нито еден терапевт, освен оној кој ќе му биде доволно, кој ќе му даде доволно добра причина зошто би се опуштил, зошто би пробал да се промени, па дури потоа може да се размислува што и како треба да се направи. Кога читам се подлабоки книги за работа со патологијата на една личност од гешталтистички пристап, доаѓам до заклучок дека иако прасовиот гешталт се занимава со што и како прашања, сепак треба да се земе во предвид дека овие прашални зборчиња се поставуваат и одговарат за време на терапија. Но за да стигнеме до терапија, посебно клиент со долготраен, хроничен проблем, дисторзија, болест, болка, ни треба терапевт да ни каже зошто би го избрала токму него неизе, зошто да му верувам. Би било убаво прво да ми даде доволно добра причина за да зачекорам по патот на исцеление. И ова не е отпор и натење. Ова е отпор заштита. Заштита од светот, заштита на себе си. Отпорот е
Резилиентност која покажуваме додека нешто ни се случува, заштита и одбивање нешто воопшто да ни се случи. Затоа и сметам дека прво и основно прашање на кое треба да се даде одговор е зошто да бидам подобар? Па потоа одиме кон барање одговори на прашањето како сме дошле до тука, што сега и како понатаму. Гневно, бесно и повредено да се реагира на болка кога некој ќе не допре на нашето болно место е сосема нормално. И никој нема право ова да ви го патологизира. Нормално е да си гневен и да се браниш кога те повредуваат. Ова е здраво однесување, а не зборовите кјути ништо не ти е. Ма не мој. Како знае дека ништо не ми е? Па не сум знаела дека има толку многу видовите луѓе околу мене. Не, нешто ми е. Но кому да му го кажам ова и дали ќе разбере дека ми треба помош? Што се случува со моето чувство на повреда и мојата потреба за одбрана? Како што реков малку погоре, отпорот кој се јавува во телото е одбрана, заштита и во тоа време единствена можна. Иако агресорот или агресијата е континуирана, овој мој начин на самоодбрана постанува доминантен стил на живење, карактерна црта која е тука да ме заштити. И не исчезнува само затоа што после 30 години на некого не му се допаѓа моето однесување. Кога имаме ваков отпор, ваков начин на одбрана, не делуваат позитивни афирмации и слични реченици како не мисли така, се ќе биде во ред, само ти мисли позитивно, пушти се. Како мене не е текна ова порано да си окажу. Вала, не знаев јас дека со позитивно размислување се ќе биде во ред. Не, нема. Мој си отпорот и џабе не сум се оставила таму и на целиот организам. Моето тело не е глупаво, само е повредено. И навистина, нашето тело воопшто не е неинтелигентно. Имаме 37 трилиони клетки кои секоја Божја секунда работа за да се одржат себе си како поединачно, така и како организам. И како човеков систем кој треба да биде превозно средство за еден спирит и душа кои живеат внатре во нас. И овој наш организам е еден, немаме друг. Но ние секој ден го амортизираме со стресови, страови, попуштање, правење работи кои ги мразиме од дното на душата и овие наши клетки, ова наше тело се бори директно против нашиот начин на размислување и делување како ние не би умреле пред време. И понекогаш знае да ни направи обструкции во органите, да ни ја здебели кожата, да ни создаде болести како автоимунитет кој најчест е канцерот. Оти само при таква шлаканица најчесто се будиме за да почнеме да се грижиме за себе си. А понекогаш толку многу не сака, што и нема ни да ни дозволи да го оштетуваме повеќе и ќе се замрзне себе си во просторот и времето. Ќе влезе во парализа или во екстремен случај во јак ступор или кататонична состојба. Замислете ја стврднатоста и подвоеноста на телото од селфот во тие состојби. Овие луѓе имале доживеано толку голема травма што спиритот деловно или целосно им е дислоциран. Како шаховска фигура, спиритот, насилно фрлена во просторот, која никако да одлучи да слези повторно долу на шаховската табла и да се поврзе пак со останатите фигури. За работа со отпор, овој момент, моментот на слегнување долу е многу битен. Што ќе се случи ако клиентот реши да слези од озгора, од мојата глава долу во моето тело? Ќе го дочекаме како добар терапевт? Што ќе се случи ако се опуштам и дозволам да бидам едно цело и повторно да се поврзам со моето тело? И ти, тело мое, ќе ме болиш ли како и другите? Секоја точка на телото која боли, секој нерв и секој мускул прават една мапа на болката, која клиентот ја носи врежена во себе и терапевтот мора да знае како да ја чита. Како добар картограф, посебно телесно ориентираните терапевти мора да се способни да ја читаат таа мапа. Само така терапијата може да е исцелителна. Не лечебна, не го сакам тој збор, ништо не значи. Но нештото да е исцелително, исто, цели, цело, телно, тело, значи да ми помогне јас и моето тело да станеме едно исто. Заклучок, идентитетот на целиот мој организам
беше во криза и мојот отпор не спаси. Им благодарам на сите мои негативни карактеристики кои ми служија за да преживеам. Но сега повеќе не ми требаат и ги вадам од моето тело и ги закачувам на таблата за мемории и можам да продолжам без нив. Знам кои се моите лимити, која ми е точката на толеранција и ќе реагирам свесно и ќе направам толку убави здрави граници кои ќе ми дозволат да излезам надвор и да ги помирисам розите и да знам дека јас сама можам слободно да решам кој ќе поведам со мене во мојата прошетка и со кого ќе газам по мојата трева. Си го почитувам мојот отпор, оти ме спаси кога ми требаше и денес сум жива. Ви благодарам и ова не е крај. Како што гледате и како што ќе видите, претежно во книгава зборам за отпор, зборам за траума, зборам за стрес. Начнавме во четвртокот, мислам, една тема за траума и би сакала малку веќе кога ви имам овдека, се надевав дека ќе имам публика, би сакала да малку поразговараме и да разгледаме за едно нешто што овдека го предлагам како начин на работа со траума. Во мојата книга има, освен есеите, има и трудови. И еден од тие трудови се вика Патот на посттравматско исцеление, пат на травматско искуство и траума според Анче Велов. Или ПТТ. Метафората е, мислам, многу добра. Сакам малку да ви подобјаснам зашто всушност станува збор преку еден PowerPoint и чисто да разјасниме што е стрес, што е траума. Затоа ви реков, кога ќе читате книгата, читајте ја поред. Како ќе иде нареден есеј, нареден труд, така ќе сваќате што предходно зборовите веќе ќе ви бидат јасни. Бидејќи ако прочитате есеј или труд од позади, нема да знаете на што мислам. Сега би сакала малку да ви ги доближам тие 3 пата на посттравматско исцеление. Создавање на еден гешталт, збирка есеи, трудови, автентично разбрана. Од јануари 2023 до јуни 2024. Значи, ова се моите зборови. Тоа што ќе прочитате во книгата, тоа што сега ќе ви го кажам, тоа е како јас тоа го имам разбрано. Може да го земете како ваше, може да го земете како за едукација, меѓутоа ова е автентично мое. Мислам дека овој човек пати од сеќавања, Сигмунд Фройд, за траумата 1985. Навистина, мислам дека луѓето најмногу патиме од сеќавања. Ова ми е една од најомилените цитати на Жан-Пол Сартер. Не е битно што ќе направат од мене, туку што ќе направам јас со она што тие го направи од мене. Затоа денес стојам тука. Не е битно кој ме скрши, колку многу се трудеа. Битно е што јас направив со тие делочиња. Затоа сега личам на витраж, на мозаик и мултиталентирана личност. Сега, како терапевт, исто и едукантите, многу е битно да разбереме што е стрес, што е траума. Целата моја збирка, целата моја книга ќе ви ги покаже чекорите како јас излегувам од траума. Иако имам стрес, меѓутоа стрес и траума не е исто. Што е стрес? Стресот е психолошка и хемиска реакција која се одигрува во организмот кога организмот поради одреден стресор е соочен со оптеретување на неговите моментални одбранбени механизми. Значи, психолошка и хемиска реакција. Стресори може да бидат од било кој вид и без разлика дали опасноста е реална, ирационална или преувеличена, сепак започнат е хемиски процес кој одговара на дразбите кои личноста многу реално ги чувствува.
Стресот може да е акутен или хроничен. Акутен стрес е моментален, краткорочен одговор на делото на личноста за опасноста која доаѓа или во која се наоѓа. А хроничен стрес е активација на точно одредени стрес механизми кои остануваат активни на подолг временски период, бидејќи личноста е изложена на стресори кои не може да се избегнат, не ги препознава како стресори или пак врз нив нема никаква контрола. Кога телото или личноста има континуиран стрес кој не се разрешува, тогаш на телото или на некој дел од личноста ќе биде предизвикана значителна штета, па дури и перманентно оштетување. Гледате, дури додека читам, стресот нема некоја јака емоција, нема некоја многу возбудување. Дури само последната реченица не е страшна. Од сето ова што ве го прочитав, ништо не е страшно. Ја чувствувате енергијата на речениците. Страшно е само ако имаме перманентен, хроничен стрес. И тоа најчесто го имаме на стресори против кои не можеме ништо. Меѓутоа, се уште тоа не е траума. Што е траума? Траума е сега. За да разбереме траума, треба да разбереме две работи. Траума и травматичен настан. Настанот кој ни се случува е травматичен. Траума е лузната која после таков настан останува во нас на секој ниво од нашето тело, во секоја клетка, во секоја секунда од нашиот живот, се додека сме живи. Стресот го нема овој момент. Кога сме ние под стрес, ние сме буквално под стрес. Стресот може да биде, ќе видите и понатаму, во објаснувањето стресот може да биде и од надвор и од внатре. Најчесто сами си го правиме стресот, сами си се стресираме себе си, меѓутоа не постои сами да се травматизираме себе си. Травмата, травматскиот настан е секогаш од надвор. Тоа е прва основна разлика. Ние сме под стрес, травмата доаѓа од надвор. Стресот доаѓа од внатре, на таа каскада на хормони што ја испуштаме кога ќе имаме стресен настан, кога ние сме нервозни, како јас сега, пред пола саат бев под стрес. Позитивен стрес, што се нарекува еустрес, од таму изборот еуфорија, меѓутоа пак имам хормонално лачење, значи ендокриниот систем работи, испушта хормони. Меѓутоа, мојата хемиска структура се менува од тука на надолу. Кога имаме травматски настан, самиот травматски настан доаѓа исклучиво од надвор. Имаме напаѓач, имаме предатор, имаме злоставувач, имаме толку травматски настан кој ја пореметува хемијата во мозокот. Кога ние сме истравматизирани, кога имаме траума, кога имаме клиент со траума, кога ние сме жртви на траума, хемиската реакција, хемиската промена е во главата. За кратко ќе ви објаснам како. Има Базел Ван дер Колк до ден денеска прави научни истражувања за да докаже комплекс PTSD или комплекс посттравматски стрес дисордер. Базел Ван дер Колк е човекот што го оформува името PTSD, посттравматски стрес синдром, за преживеаните во Виетнам. Меѓутоа, кога почнува да работи со деца, посебно сексуално злоставувани деца, тоест возрастни сега, кои за време на своето дејство биле сексуално и физички злоставувани и малтретирани најчесто од најтесната фамилија, гледа дека тие жртви имат многу повеќе од дури од специјалците што биле во Виетнам и во сите војни Америка што ги праќа. Значи, дечињата сега возрастни биле многу поистравматизирани. Имале целоден друг комплекс на симптоми кои ги немат војниците. Замислете, ние мислиме дека да си во војна е страшно. Замислете да си дете до 5-та година, да немаш појма што ти се случува од луѓето кои треба да те сакат. Тоа прави хемиски дисбаланс во мозокот, прави комплетен rewiring
Замислете дека мозокот е разводната табла на целото наше тело. Тука е централниот нервен систем. И кога жичките во разводната табла ќе се спојат погрешно, а они се спајат до 3-та година, бидејќи мозокот расте на децата 90% од 0-та до 3-та година, тука ако се направи хемиски дисбаланс и ако се направи погрешно вкрстување на тие жички, личноста никогаш повеќе не е иста. Никогаш. Кога ние сме под стрес, стресот поминува ден, 2, 3, една недела. Меѓутоа, ако имаме траума, ние никогаш не сме исти. Животот што сме го знаеле до моментот на траума веќе не постои. Тоа е веќе тој селф умрал, готово, го нема. Мозокот ни е друг. Настанот е трауматичен. Траума е што после. Траумата не замрзнува во просторот и времето на трауматичниот настан. Затоа и ако еден настан го нема овој замрзнувачки ефект, го дефинираме само како појак стрес, но не е траума. А какво е тоа замрзнување, за кратко ќе ви покажам визуелно преку видео. Што мојот сопруг ми го направи, како и сите видеа. Благодарам. Траумата секогаш е последица од надворешен стресор врз организмот, кој за тоа се уште немаме развиено соодветен систем на одбрана. Значи, не можеме ние самите да се травматизираме, туку си правиме стрес. При траума нашиот селф се променува, се замрзнува или комплетно престанува да постои. Кога сме под стрес и лути, не е битно кои дали ни веруваат или не. Во овој случај најчесто сакаме да бидеме сами или да се издуваме некаде со некого, на некого и после сме исти. Тоа е стрес. Буквално има, не знам, ќе си најдеме другарка, све ќе кажеме или ќе се издуваме, ќе се спокараме со сопругот и после 10 минути душа да не си ми луд. Мислам, тоа е стрес. Ама, травма, после траумата не продолжува истиот живот. Трауматскиот настан не менува, никогаш повеќе не сме исти. Траума е животот кога никој нема, никој не е тука, никој не те гледа. Се е застанато, се е замрзнато. И ти само календарски старееш, но не растеш и не созреваш. Траумата е најлош вид на незавршен гешталт. Таа е замрзнат гешталт. Луѓето со траума не постојат тука и сега, туку остануваат таму и тогаш, скоро за секогаш. Затоа и најчесто нивната меморија е фрагментирана и безвременски континуум. И сега, за да го објаснам овој процес, ова е тоа што сакам да го споделам со вас за прв пат. Криолиза. Криолиза, исто како зборот замрзнат гешталт, е мој збор. Го нема во литературата. Исто е зборот криолиза. Има електролиза, меѓутоа не криолиза. Зборот криолиза го секако не измислам топла вода, све веќе има во учебниците, меѓутоа ја само правам да прекрасна синтеза која ќе може да ви го доближи моментот на траума, за да почнеме. Зошто ова го правам? За да почнеме да се изразуваме како што треба. Баш на едукација имавме многу добро. Розе кажа, се додека не знаеме што емоции носиме во нас, не можеме да ги кажеме и не можеме нито да се помогнеме, нито терапевтот да ни помогне, колку што сакаме побрзо. Ако знаеме точно, ако ги најдеме зборовите, ако читате доволно, ако се едуцирате доволно, ќе имате вокабулар барем за себе си. Да знаете што ви е. Затоа јас инсистирам за вербализација, за пишан збор, за едукација и на учениците, и на клиентите, и на терапевтите. Колку повеќе зборови имате, толку повеќе можете да се спознаете себе си, не би рекла да се диагностицирате, пошто психотерапијата гледаме да не ставаме етикети. Меѓутоа, кога знаете што ти е тажна сум, бесна сум, не е етикета ако после го сработиме тоа. Етикета е ако изговор за нанатаму нешто да продолжи да не се случува. Тоа е веќе етикета. Аха, јас сум депресивен и готово, тука ми нема помош и многу ми е убаво да си кажам дека сум депресивен. Не, ама ако знаеме, слушај, добар ден, јас имам депресија, окей, ајде сега како понатаму.
Убавината на зборовите служи за да дојдеме до моментот на терапија. Сега, затоа еден нов збор што го давам, сега натаму некој ако сака нека ме дебатира, па само сакам да ги поттикнам и терапевтите да размислуваат, да измислуваат, да интегрираат нови терапевски правци. Бидејќи до сега немам видено некој терапевт што работи со травма. Травма кај возрастни луѓе која настаната во детството. Добар терапевт. Директно да работи со тоа да му е специјализација. Може би има, ете не сум го запознат, тек сум нова во терапевските води. Меѓутоа, како жртва на травма, од која тек излегувам, знам што значи. И лично мене многу ме ослободи. Дури самиот ЕЕГ покажа колку може зборот да смени. Кога отидов на неурофидбек е инаку терапевска практика што се работи токму со тој погрешен rewiring во мозокот. И таа терапевска практика за неја се збори Базел Ван дер Колк и Габор Мате во неговите книги и се препорачува на жртви со травма, бидејќи работи со гледање на програмче, гледање на цртан филм и го мери твојот ЕЕГ бранови. Кога психијатарот само кажа дека после првата диагноза дека јас сум природно несреќна, бе вторникот, средата почнувам со пакетот, само кажа дека сум природно несреќна. 40 години 41. Само сакав некој да ми ги легитимизира моите чувства и да рече, Данче, ти си несреќна. Тоа е окей. Знаете колку многу значи легитимизација на чувствата, на гневот, на страданието. Јунг за тоа се борел, затоа отишол на страна од Фройд, затоа што Јунг цели кон legitimization of suffering, при создавањето на персонален мит, која сега го живеам, мојата приказна која јас сега ја живеам. Само сакав 41 година некој да ми каже, окей, тие се твои чувства, во рете, ако сакаш смени ги, ако не кеш, не мора. Колку леснувачко кога ми рекоа дека си природна несреќна. Тоа ми ги смени жичките во мозокот. Утре дента кога дојдов, бидејќи ти прават првична диагноза, ја не бев иста. Компјутерот покажуваше сосема други резултати. Коефициентот на B2, на траума, мозочниот бран, мене ми беше значително намален. Коефициентот на когниција ми беше значително покачен. Само некој да не ги признае чувствата, дека се вистински, затоа зборам од целата книга. Целата книга си ги признавам јас на себе моите чувства. Меѓутоа, кога си во траума не можеш. Се случува еден момент на криолиза. Криолиза, поради стресот, доаѓа, што е криолиза. Што се случува во траума? Ова е многу битно за некој ако сака да работи со клиенти со траума или е веќе жртва на траума, што сака да се разбере себе си, зошто не може да се поправи, зошто не може да тргне, зошто му фалат 20, 15, 25 години, зошто се уште е таму и тогаш. Зошто јас бев се уште 22 години и никако не може да мрднам, јако календарски сум 41. Што се случува во тој мозок? Тоа не е стрес, тоа е травма. Значи, поради тој стрес што ние го доживуваме, што ќе почне во траума да не замрзнува, се случува самиот травматски настан, доаѓа до спуштање на температурата на телото до степен на хипотермија на организмот, при што доаѓа до замрзнување на елементот вода. А елементот вода се емоциите, солзите. Тоа е вода. Ние сме составени од 5 елементи: вода, воздух, оган, земја и етер. Елементот вода
70% од нашето тело е вода. Од овде изборот лиза. 80% од мозокот е вода. И сега што се случува? Замрзнува елементот вода, замрзнуваат емоциите, лимфата, солзите, крвта. Имајќи ги во предвид овие факти, како што сега ви реков, значи се врши процес на лиза, се врши преку катализатор кој секогаш е во течна форма. При криолиза на личноста, организмот е замрзнат во одредени суштински делови, но не како целокупност, при што ваквото парцијално и фрагментирано смрзнување како последица конструира живот сведен на преживување, без употреба на најсуштинска дел од организмот, водата. Нема емоции. Не се потиснати емоциите при травматски настан. Замрзнати се. Затоа кога некој ќе ми каже кај ти се емоциите, нема, замрзнати се. Се додека јас лично не излезам од травматскиот настан, моите емоции не се одмрзнуваат, не се потепи сон, не се никаде во телот, замрзнати се во пред 20 години. Настаната е криолиза. Хипотермија на лимбичниот мозок и емоциите и замрзнување на кранијалните нерви од мозокот. Значи, кога имаме травматски настан, во лимбичниот мозок, кој е емоционалниот мозок, ние имаме архаичен мозок, цефален мозок, лимбичен мозок и когнитивен мозок. Значи, лимбичниот мозок, емоционалниот мозок при травма замрзнува. Ке видите на сликата, мислам дека скоро е, лимбичниот мозок, кога ќе е замрзнат, тој ќе замрзнува сите видови на краткорочна меморија. И ние постоиме таму и тогаш. И не замрзнува во просторот. И се што не прави човек, го замрзнува намерно или не се замрзнува ненамерно, но со иста цел, одбрана на системот, со што нашиот лимбичен и рационален мозок, тоест кортексот, не функционираат или функционираат доста неправилно и непредвизливо. Ние остануваме на користење само на нашиот рептилен, архаичен мозок, кој делува и се грижи за нас преку инстинктите, со што добиваме дека емоционалниот лимбичниот мозок после силна травма замрзнува, а когнитивниот рационалниот дел прегорува поради енергетски и нервен шок кој системот го доживеал поради огромна количина на струја, тоа е стрес. Знаеме дека нашиот мозок е како акумулатор на кола, составена од киселина, од габа аминобутеричната киселина, која функционира токму како сите што имате коли, знаете како функционира моторот. Мора да му дадеш струја, да ја запалиш колата, преку акумулаторот таа кола веќе функционира. Меѓутоа, што се прави преку травма? Мостот од нашиот инстинкт, од амигдалата, со која ние перцепираме се што е сетелна информација е во амигдалата. Не се гледа, ова овдека е амигдала. Еве го, ова зеленково светлото. Овде, во амигдалата, таа е главна за перцепција, за внимание и за експлицитна меморија. Тој дел замрзнува. На сликава, кај дете, кое е запоставено, има травма и е злоставувано, гледате целата темпорална регија на мозокот, каде што е емоционалниот, лимбичниот дел не постои. Гледате нормален мозок, овде е све црно. Сетилата ги нема, емоциите ги нема, сензорна меморија нема, епизодна меморија нема, семантичка меморија нема. Епизодна меморија е меморија кога ќе ни се случи некој настан.
Жртвите на траума не памтат убави настани, не памтат што им се случило. Нема. Прегорува. Од шокот во траума што настанува, системот прегорува. Токму кај сетилата. Сите 5 сетила откажуваат во исти момент. Прегорува. Нема сетила, нема емоции. Тоа е одбрамбениот систем на едно дете. Едноставно да се десензитизира, да се дисоциација да направи, дереализација, се што може да не постои. Што прави клиент или жртва на траума? Имам увидено дека прави 3 сценарија. Генерализирам, меѓутоа тек почнувам со овие истражувања. Понатаму се надевам ќе имам и малку повеќе финанси да испитам жртви на траума, да ги докажам моите 3 сценарија. Во генерална форма, жртвите на траума до сега, од моите 12 години работа со жртви на траума, имам видено дека припаѓаат на едно од тие 3 сценарија. Ова ви го покажам за да знаете да не барате емоции кај жртва на траума. Не дека не ќеме, нема. Не знаеме како, замрзнати се. Сето дека, видите, како замрзнуваме, како ви објаснив. Значи, мора да добие од надвор толку многу јака струја, електрицитет, да го изгори когнитивниот дел, што се случува, као WTF, ама дете ги нема овие зборови. Прегорува мостот, сетилата се гасат комплетно и детето само постои, гледате кој дел е црвен. Тоа е амигдалниот дел. Тоа е амигдалата и хипокампусот. Амигдалата и хипокампусот се одговорни. Хипокампусот е плавово, што личи на морско коњче. А зеленкото е амигдалата. Хипокампусот е место каде што декларативната меморија е тука. Епизодичната меморија, семантичката меморија. Епизодичната меморија е способност да се запамтат специфични настани во минатото со точно специфично. Затоа жртвите на траума не имаме понекогаш само чувство. Немаме специфики. Не знаеме што не се случило. Знаеме дека нешто се случило. Пример, кај мене е прегорен системот за визуелниот систем. Не знам што се случило. Мојот мозок направил селективна амнезија. Од мојата, не знам која година, до мојата 21 година селективна амнезија. Едноставно ми, како екрано да ви прегорува. Памтам мириси, памтам допири. Меѓутоа немам слика. Тоа е таа фрагментирана меморија што жртва на траума ја има. Буквално ви прегорува. Ова се случува. Прегорува мозокот. Кај пациенти на мултиплекс склероза и пациенти со нервни сломови, на сликите при магнетна резонанца ќе ги видите овие прегорувања, се викаат лезии. Прегорува. Овака изгледа мозок што е по траума. Сега пред да продолжиме, ќе ви пуштам едно видео кое сакам да го видите. Кој ќе ви објасни визуелно во филмот Adeline, не знам дали некој го има гледано, многу добро има сцена што го објаснува мојот момент на криолиза што го имам пронајдено кај жртвите. И кога го гледав филмот, знае дека некој друг го сватал тоа исто како мене и го ставил во филм. И сметам дека е убаво, освен PowerPoint-от презентацијата и сликите, да видите и директно доживување. Ке ви стане јасно зошто сакам, навистина сакам, тоа е моја цел,
да им помогнам на возрастни жртви на траума настаната во детството, да помогнам на терапевтите да знаат како да работат со траума и да помогнам на жртвите да знаат дека имат траума или се само под стрес. Многу е битна разликата. Значи, пак ја повторам, едната прави промени во мозокот и стварно не сме у ред, а другата прави само телесни промени и ќе бидеме во ред за недела 2-3. Меѓутоа, за траума барајте помош. Ако најдете дека сте жртви на траума, и ако до сега не ви е добро, и ако сте замрзнати во просторот и времето, барајте психотерапевт, не психијатар. Психотерапевт, некој што ќе може со вербална терапија, без да ве ретравматизира, да ви помогне. И барајте некој што работи со електрониката во вашиот мозок. Психијатар, лекарства, значи само ќе направат нов хемиски дисбаланс. Вас ви треба некој да ве слушне. На сите жртви на траума ни треба некој да не слушне. Видите како само два збора сменија мозочни бранови што јас ги имам 41 година преку вечер. Literally, overnight. Сега да го погледнеме филмов. Мислам сцена од филмот. The immersion in the frigid water caused Adeline's body to go into an anoxic reflex, instantly stopping her breathing and slowing her heartbeat. Within 2 minutes, Adeline Bowman's core temperature had dropped to 87 degrees. Her heart stopped beating. At 8:55, a bolt of lightning struck the vehicle, discharging 500 million volts of electricity and producing 60,000 amperes of current. Its effect was threefold. First, the charge defibrillated Adeline Bowman's heart. Second, she was jolted out of her anoxic state, causing her to draw her first breath in 2 minutes. Third, based on von Lehmann's principle of electron compression in deoxyribonucleic acid, which will be discovered in the year 2035, Adeline Bowman will henceforth be immune to the ravages of time. She will never age another day. Ова е травматски настан. Ова е шокот што го доживуваме со когнитивниот дел од кортексот, со префронталниот дел од кортексот. Волку боли. Кога ќе ни се случи настанот, кога ќе влезе злоставувачот, предаторот во нашето ауричко поле, во нашиот personal space, ќе видите сега уште трите сценарија и ќе оставам во размисли. Нема уште многу да доложам, меѓутоа кога ќе влезе во периметар наш, било кое животно, било кој инстинкт, прв е freeze. А замислете малецко дете, 5, 7, 8 години, кога ќе влезе возрастна особа, што прави на организмот. Тоа е водата, the freezing effect. Ова е настанот. И кога ќе се случи настанот, ние после пак сме живи,
ама не живи. Никогаш не сме исти. Исто како Аделаин, и ние остануваме таму и тогаш со настанот. Било која жртва на траума нема заборавено што и се има случено. Никој од нас нема заборавено што не се има случено. Може не памтиме после настанот или пред настанот, меѓутоа верувајте ми, секоја жртва на траума го памти насилникот. Знае за настанот. Сега, што се случува кај жртвата? Стресорот, овде стресорот, контраволјата, несакан негативен контакт и појава на стрес на сите три сценарија е исти. Се менува како жртвата реагира. Од тука натаму тоа е различно. Значи, видите, во сценарио 1 имаме стресор, како реков, при траума стресорот е секогаш надворешен и негативен. Се јавува нешто што Ото Ранг и Габор Мате за прв пат го враќаат во литературата. Ото Ранг поради контраволјата бил избркан од Фройд. После 20 години му бил десна рака на Фройд и само затоа што рекол дека пред либидото кај децата постои нешто што се вика контраволја. Секое дете, сите вие што имате деца, прво нешто детето што вели е не. Не. Не вели мама, не вели тато, вели не. Секој од нас, мислам, и тие што имат партнери, прво нешто кога ќе речете, Туша дај ми вода, не. И ако станува да ти даде вода, меѓутоа важно е дека вели не. Прво нешто што имаме као карактеристика кај сите нас е контраволја. Затоа што ние систематски сме произведени, така сме направени да се браниме себе си. Прво нешто што треба да научиме се здрави граници и детето тоа го има. Точно знае кога сака да цица, точно знае кога сака да престане, точно знае со кого сака да се гали, каде сака да иде и знае да каже не. Прво со плачење, ама после не. Контраволјата доста употребувам низ книгите и во моите терапии, бидејќи многу ја ценам, бидејќи е толку многу не е подсвесна, туку надсвесна. Сме создадени со контраволја и никој не сме да ви го земе тоа прво не. Кажете не, почитувајте себе си, па после завршите работа. Ништо спорно. Имаме нашето прво не и прв одбит за одбивање на агресорот. Потоа, step 3. Несакан негативен контакт. Агресорот ја пробива нашата одбрана и прави директен упад во нашето лично поле. Step 4. Појава на стрес. Поради неуспешна одбрана на упадот и нападот, резултираат со пораст на ниво на хистамин, кортизол и адреналин. Гледате, веќе имаме травматски настан кој кај нас предизвикува стрес со лачење на ниво на хистамин, кортизол и адреналин. И сега веќе преминуваме во траума. Сега што прави жртвата? Прави акција со борба или fight, постконтакт или aftermath. Што се случува отпосле? Што се случува кога жртвата ќе реши да се брани? Значи, имаме посттравматски шок, посттравматски стрес синдром, јака алергиска реакција на цело тело во секунда. Во секунда. Уште додека се прави, уште додека се брани личноста, уште во кавга, личноста има јак алергиска реакција, дури и херпес зостер дури. Додека се кара со личноста, додека се расправат, додека за нејзе тоа е травматски настан. Појава на страв, ирационална или рационална фобија се јавува после, развивање на зависност. И ќе видите, кај сите три сценарија, различни, како сме реагирале за време на траума, различни зависности развиваме. Овде во сценарио 1 имаме развивање на зависност од наркотици, опијати или опоиди. Им треба бегство од реалноста, им треба да се смират. Совземањето се врши со повлекување и мирување. Сега, овој тип на жртви, кога се во сценарио 1,
Нивниот начин на барање помош најчесто е медицинска, пошто најверојатно од самата борба имат физички последици. Медицинска, психијатриска, пошто различни хормони се лачат кога ние сме во fight mode и убаво е да се смират, но вистина е убаво да се смират за момент, недела, 2, 1 месец максимум. После треба да се премине со психотерапија. Овие се всушност стадиумите на работа на себе ако сте жртви на сценарио 1. Значи прво се бара медицинска помош, па психијатриска и психотерапевтска, после се продолжува. Сега, ако овие жртви успеат да преживеат, да не се скршат или се скршат и успеат да зацелат, постануваат гласноговорници. Ке видите, сите 3 сценарија разликуваат што постануваат жртвите. Според сценариото ја бираме и улогата, нашиот персонален мит, нашата приказна. Затоа веќе знам кога ќе дојде кај мене клиент или пријател, што е, знам кој сценарио го има одиграно во сопствениот живот. Овие луѓе се гласноговорници. Кога личноста ќе се стабилизира и ако е се уште храбра, најчесто почнува движење кое ќе помогне да се спречи ваквиот вид на траума кај било кој друг. Пример, имаме различни движења против канцер, движења против злоставување во семејството, секакви вид на движење. Тие се тие гласноговорници. Инако не би биле гласноговорници ако нема зашто да говорат. Сценарио 2. Стресор, контраволја, негативен упад, појава на стрес. Сега реакцијата е друга. Сега имаме акција со бегање или флайт. После бегањето, ако личноста успее да избегне од собата, да избега од автомобилот, да избега од друштвото, од the gang, од групата на луѓе, да избега од дискотеката, да избега од местото на настанот, од дома, продолжува со своето ангажирање во себеисцеление. Значи не престанува моментот на траума или мозокот подсвесно почнува да насочува енергијата кон ставање на травмата во позадина. Видите, кога бегаме, кога имаме жртва што избегала од моментот, се труди да ја заборави. Не знам дали некој ги виде фотографиите во како се викаше кај библиотеката, спроти Никола Карев имаше фотографии, сама си го бараше. Тоа се за жртвите на насилство. И таму, ако ги прочитате нивните приказни, кога имат избегано од самиот настан, најчесто се трудат да го заборават, да го стават позади себе. Се трудев, гледав дали некој ќе ме види, се трудев едноставно да заборавам, да не го спомнувам. Тоа го прават жртвите кога ќе избегнат или кога ќе избегаат, не забораваат, ама се трудат да заборават. Или ние свесно трошиме енергија за да ја заборавиме, ама не можеме. Сега, кој е aftermath, кои се негативните последици? Сега, кај ваквите жртви, имам или собраќајка, најчесто ова се случува кај собраќајка, кога имаме особа што има доживеана собраќајка, меѓутоа собраќајката не е само стрес, него и травматски настан, нешто се случило, нешто видела личноста, на нешто се сетела, нешто е, најчесто имаме и кај нив зголемен интензитет на сонови, нокни мори, најчесто нокни терори, активен и хроничен страв. Кога имаме жртва на тешка собраќајка, тие луѓе не спијат. Жртва на тешко злоставување и кога спијат го преживуваат настанот. Целото нивно тело мрда, поново, повторно преживуваат. Развивање на хроничен стрес, развивање зависност во форма на алкохолизам. Најчесто овие жртви на ваквите трауми што не се соочиле со натрапникот, што не пробале да се борат, што не пробале нешто, немат акција, најчесто преминуваат, прават многу јака ретрофлексија, во форма на алкохолизам, се враќаат во инфантилна фаза. Се обвинуваат самите себе си дека не се спротиставиле на злоставувачот, самите себе си се обвинуваат дека се криви, дека сами си го бараат.
и дека така им треба. И се враќаат во комплетна инфантилна фаза, пошто што е алкохолизмот? Од шише пиење, нема цврста храна. Таа личност веќе не го гриза животот. Сега, опит за самоубиство. Гледате во првото сценарио немаше опит за самоубиство. Тука жртвата е храбра, горда е на себе. Што и да се случило, таа е горда на себе. Има една мала гордост. Иако имаме траума и травматски настан, меѓутоа немаме опит за самоубиство. Жртвата се справила и е горда. Толку може, важно се борев. Дури и да се има случајно настанот, она е горда на себе. И многу полесно ќе помине, без опит за самоубиство. Луѓето што немале можност да се бранат, немале храброст да се бранат, најчесто потоа имат опит за самоубиство. Сега, ако личноста од вакво сценарио успее да се врати во живот, најчесто постануваат многу добри помошници и доброволци. Значи, помошници на оние кои се борат против вакви разни злоупотреби спрема луѓето или се пријавуваат како доброволци за експериментирање за нови методи на подобрување во работата со траума. Тоа се сите луѓе што одат на нив да се експериментираат разни лекарства за помош при спиење, за помош при PTSD, за помош при ADD или ADHD, значи сите лекови што се на природна база, може би се уште немат храброст. Гледате, во нивниот карактер континуирана црта е немање на храброст, ама меѓутоа сосема окей. Може да бидат помошници, на секој Бетмен му треба Робин, на сите нас не требаат помошници. Ворете да се биде и помошник, и доброволец. Еве слободно на мене експериментирај, така тие предонесуваат понатаму во човештвото. И сценарио 3, стресор контра волја, не сакам негативен контакт. Сега, овде детето, овде е и постар адолесцент, и во адолесценција, тие можат веќе и борба, и бегство, и врескање, и тропање. На што ви личи? Ви личи дека жртвата е фатена во кафес, како животинче што не умее да се брани. Прво вика, и тепа, и треска, и сака да бега. Меѓутоа има свесност дека не може да се побегне. Ова се сите заклучени соби, заклучени гаражи, сите злоставувања што се направени од родители, сексуални, физички злоставувања. Посебно кога ќе те заклучат соба да не можеш да бегаш. Заклучена кола, заклучена просторија. И врискаш, и бегаш, и никој не те слуша. Свесност дека не може да се побегне, ниту победи. Што правиме? Се предаваме. Одсечен престанок на ангажирање, предавање. Кои се негативните последици? Губење на себе си и губење на своето јас преку криолиза. Еве ја криолизата. Кога и врескаш, и се браниш, и пробаш да се тепаш. Еве, се јавува криолизата. Затоа и енергијата во мозокот има толку многу јака струја, бидејќи сме под напон. И ние имаме фрикција, меѓутоа и агресорот. Кога некој фател мало животинче во стапица и животинчето бега, проба, агресорот е уште поагресивен и сака да го фати и сака да го скрши. Затоа имаме криолиза, поради тој степен на фрикција. Имаме целосна десензитизација, дисоцијација, имаме блекаут. Овие жртви најчесто знаат и комплетно да се онесвестат од самиот стрес, да се изгубат. Амнезија. Ретрофлексија. Насилна дефлексија. Ретрофлексија е кога велиме сама си го барав, после настанот. Сама си го барав, зашо се облеков овака, па косата види каква ми е, па шо мајка ставив шминки, па зашо влегов у колата, зашо влегов у собата. Многу зошто. Насилна дефлексија е кога имаме родител, член од фамилијата што знае за настанот и ти пробаш да кажеш и ти велат измислуваш.
Татко ти не е таков, комшијата не е таков, братовчет ти не е таков, брат ти не е таков. Инцест. Што ќе кажат комшиите? Нели? Тоа е насилна дефлексија. Мај да ништо не се случило, само си замислуваш. Хроничен трансфер и проекција. Во секого натаму гледаме злоставувач. Сите ни личат на злоставувачот. Од се имаме страх. Тоа е најак битна проекција. Сите мажи се потенцијални силувачи. Сите мажи се потенцијални злоставувачи. Овде е многу јака генерализација. И нема жртвата на вистина тоа и го гледа. Complex PTSD или Post-Traumatic Stress Disorder, DTD, Development Trauma Disorder. Посебно Development Trauma Disorder работи доктор Гордон Мойфелд. Тој е многу добар во полето на работа со деца кои имат оваков вид на злоставување. Развивање зависност во форма на наркотици, нимфоманија, пријадување, булимија, анорексија, проституција. Најчесто женските жртви на сексуална травма настаната во детството и тоа од родител или близок кој требало да ги штити, најчесто после развиваат или појака форма на нимфоманија или се проституираат, бидејќи навистина мислат дека тоа заслужуваат и да толку се само за тоа се. Не се за ништо друго. Тоа е бавно себеубиство. Пониска самопочитот, тоа не постои. Да мислиш дека само за тоа си створен. Да мислиш дека толку вредиш, некој да го брише патосот со тебе. И секако, обид за самоубиство 1, 2, 3, 4. Зависи. Или ќе ти успее, или нема да ти успее. И на никој не кажуваш. Барање помош. Ако личноста успее да остане помеѓу живите, после сево ова што ќе опомине, во автерматот добива храброст да почне да бара помош преку вербална терапија, психотерапија. На жртви што минат низ сценарио 3, вербалната терапија е една од најдоброто нешто што може да се го дадат на себе, да бидат слушнати. Меѓутоа мора внимателно да се одбере терапевтот. Не ни треба терапевт што ќе ни се смее и ќе клима глава, да, знам, кај, ха, ајде со лафтер. После ова, не ни е до смеење. И не ни треба терапевт што клима со главата. Нема појма како ни е. Ако ми ја раскаже незината приказна дека го поминала сето тоа, или некој од првите сценарии, окей, ќе прашам, извини, како можеш да климаш глава после се? И нека ми каже како, окей, лаик, за мене е тој терапевт. Меѓутоа нас ни треба терапевт кој сериозно ќе не сослуша. И нема да не прати никаде. Ниту safe house, ниту да не рече, ама иди дома. Ама оните се мајка и татко, ама оните се пријатели, ама тоа е твојата фамилија. Дали си умислуваш, не, ќе не верува на прв збор, на еден збор, таков терапевт не треба. Што ќе не го легитимизира страданието, што ќе не поверува. После ќе тумачиме да видиме дали меморијата е вистинска. До сега немам сретнато травма со fake memory, како што почнува да се појавува во истражувањата. Не верувам дека жртвите на травма имат лажни мемории, меѓутоа имат дисторзирани мемории. Токму поради тоа што го видовте, темпоралниот дел од мозокот сенот е прегорен. Имаме недостаток на информации, ама немаме лажни информации. Не измислуваме настани. Може би не ни се поврзани моментите, годините, меѓутоа тоа е тоа. Тоа е тоа. Арт терапија исто така многу помага на жртвите што имат вакво сценарио. Посебно сексуално злоставувани жртви најчесто се изразуваат преку сликање и преку пишување. Ако има психоза, тогаш и треба психијатрија и лекарства. Многу жртви деца, сега возрастни,
веќе после 25-26 година, кога почнува со појако спознување на себе си, може да развијат касна психоза. Го имало моментот на шизофренија цело време, која сум јас, зашто ова ми се случува, меѓутоа психоза настанува од уште еден, само мал тригер, личноста се крши и онака веќе мозокот е скршен. Само уште едно нешто, само уште еден настан, најчесто помеѓу брачни партнери, и таа личност ќе влезе во комплетна психоза за се до сега. А за жал ваквите жртви и бират партнери кои злоставуваат. Сега, други терапевски методи, како што се некој вид на соматска терапија или EMDR, ама не се уште во Македонија. Има добри соматски терапевти, меѓутоа нема практичари на EMDR, не ја разбираат се уште техника во Македонија, тек влага. Затоа мора, ако сте жртви на травма или ако познавате, многу добро да се го испитаат терапевтот, да испитаат техниката, да видат дали ќе им одговара, дали уопште жртва на травма сака да биде допрена на незиното тело. Дали уопште сака да работи на телото. Не танцуваш, не танцувам. Немам тело, не сум со моето тело. Не сум влегла се уште внатре. Мора да внимаваме кој терапевски правец ќе го бираме, која терапевска метода. Затоа мора идните терапевти да бидат едуцирани. Не може да биде некој терапевт да работи со луѓе ако нема прочитано барем 200-300 книги на одредена тема и доволно искуство со различни клиенти. Искуство, едукација, теорија те прави комплетен и соодветен терапевт. Групи за поддршка, исто така и групите за поддршка и групна психотерапија се многу добри. Едноставно, за да знаеме дека не сме сами. Знаете колку значи на жртва на травма да знае дека не е сама? Многу. И да знае дека е слушната на безбедно место. Затоа групните едукации во психотерапија се добро место да се почне. Не мора да зборите. Ја цела прва година не зборев ништо. Втора година малку, трета година еве збора. Процес е. Ама ќе слушнете и други и ќе знаете дека не сте сами. И ако овие луѓе, ако личноста не се откаже од комплетирање на своето исцеление, не само што си го зема својот живот назад, туку сега стигнала во едно ново и прекрасно место во себе си, од каде што веќе може да подари мудрост, посттравматска мудрост и да им даде причина за живот и на другите кои го поменуваат својот пекол. Ова најчесто го реализира преку формирање на своја школа или создавање на различни академии, предавања, едукации. Јас сум потврдата за мојата собствена победа. Ви благодарам. Препомнувате по четвртокот да сум морал со крила.